почитувани гурмани, почитувани љубители на кулинарството, почитувани домаќинки, шефови, шефици, сите оние што не гледате, добар ден од мене и од тимот Невџе кулинарското училиште. Јас сум Филип Чаловски, а вие гледате 180 степени на телевизија Телма. Со мене денеска 6 нови натпреварувачи, голем дел од нив веќе ги покажаа своите таленти, своето раскошно знаење, креативност и се останато. Сигурен сум дека сите ви имате по еден фаворит. Денеска ќе победи најдобриот, некој ќе оди во елиминацијска фаза. Веќе сме еден помалку. Ана, како си денес? Започнавме нов циклус, почна луѓе да бидат елиминирани, започнавме со малку потешки рецепти. Би рекла дека тремата се уште ја имам, меѓутоа се надевам дека ќе успеам посигурно да бидам во себе и да не барем покажувам толку. Тоа сакам да го видам. Борбениот дух е на максимум. Специјален гостин ви најавувам. Незиното знаење е драгоцено и мораме да го сочуваме и да го пренесеме и ние на младите генерации. Советите за денешниот предизвик ќе бидат кратки и јасни. Веќе се помалце ќе ве насочуваме, се повеќе ќе ве оставаме сами да се изразите и сами да си оставите својот печат на вашите јадења. Правилата се исти. 35 минути ќе имате, меѓутоа ќе имате и доволно време да печете, варите, стимувате или да готвите на пареа. Ќе готвиме сарма од лозов лист, ќе ја комбинираме со нормално кисело млеко. Хигиената, вкусот, ви се двете работи кои што ќе ве однесат во финале. Значи, внимавајте пред се прво и основно на вкусот, понатаму внимавајте на организираноста, визуализирајте ги најмалите детали пред да почнете со предизвикот. Дали сме спремни? Дали можам да ги најавам нашите судии? Да. Ајде, одиме со најава на судиите и почуваме со готвење. Се чувствувам спремно, спремен сум за секакви изненадувања. Се надевам ќе биде нешто по-модерно, ќе справам нешто што е по-наклонето кон моите сили како готвач и сум возбуден. Почитувани натпреварувачи, почитувани гледачи, како што ви најавив, голема чест и задоволство ние денеска во студиото да имаме еден великан на македонската кујна, една жена која што својата кариера ја почнува пред 50 години. Користете го незиното знаење, прашувајте, зашто незиното знаење е навистина тоа што би требало емисијава да го задржи и да го пренесе на младите генерации. Гордана Трпевска, голем аплауз ве молам. За Злате, знам дека има направено многу сарми од лозов лист. Така да би рекол дека он е денеска мајсторот кој што ќе ви каже сите цаки. Аплауси за Златко Танев. Се чувствувам убаво и возбудено за тоа што ме очекува, меѓутоа и сум уморна. Денеска што ќе испадне од готвењето ќе видиме. Веќе уморот си го зема данокот. Неспиењето поточно. Ако сме спремни, можеме да почнеме. Накратко да ви дадеме насоки. Имате 35 минути со тоа што ви даваме и тајминг во кој што ќе испечете или сварите, гответе на пареа, свеедно, сакаме да видиме нежно сготвен лист од лоза, сакаме да видиме идеално сварен ориз, сакаме да видиме убаво зачинета сарма, сакаме да видиме убаво зачинето кисело млеко. Дали сме спремни? Да. Да почнеме. Денеска имам блага возбуда и трема. Не знам што ќе се готви денеска, малку имам и страв да не нешто погрешам. Сарма или долма, концепт кој што ни е оставен од отоманското кулинарско наследство. Значи полнето. Значи тој концепт може да го видите во полнети тиквички, полнет модар патлиџан, полнети листови од лоза. Во случајот. Кои се битните работи што мора да ги знаете за овој рецепт кој што се одомаќинил кај нас и како се спрема кај нас. Турците знаат да го спремат на многу начини, да додаат и многу ориентални зачини, значи сумак, затар,
па и да речеме и сум видел и сарми полнети со вишни. Мислам сарма од лозов лист со вишни. Знаат да додадат маџуна од калинка, пињоли и така натаму. Во Македонија, од домаќинетата верзија, која што е мрсна и со месо, горде има. Ние си ја правиме во Македонија, нашата традиција си оди со хромитче пропржено, потоа го ставаме месото, после месото го ставаме оривчето, ставаме булковец, претежно луд, бибер може да се стави, сол и зачини, други што следува да се стави. Ја може и нане, некој става. Нане, да, може нане, а на крај од кој ќе се завитка сармава, може да се исцеди лимун и да добие малце шмекова, ако не е доволно кисело, за да си дојде листот да му даде вкус на кисело. Значи, претежно нели кисела треба да биде така. Исто лимонот ќе влија и за бојата. Ќе влија и за бојата. И тоа и со сол нели зачини, после декорацијата нели од кој ќе биде готово, оставаме оривчето тука, го пропржуваме и оривчето. Отприлика гледате да не доминира оризот, значи некој си 30% нека биде максимум. Да биде повеќе на месо. Турците користат и булгур, се користи и кршен ориз. Да, булгур и кршен ориз, ама сега во случај булгурот не оди овдека, значи ќе ставиме ние сега во моментов во ориз. Ќе му ставиме биберче, може малце, друго сол обична, тоа булковец е сега, некој може малце пипер, малку да се стави, да ја смени бојата, да не биде бледо. Значи, кој ќе отвориш сармава, ќе дојде као бледо, нели боја да му дадеме и тоа. И после се сервира со млеко кисело, се млекото кисело со поможност, ако имаме во прав лук, ако не ќе ставиме свеж, ама изрендан претходно. Не сакаме лукот да доминира, блага арома. Арома. Дали имате прашања? 35 минути за подготовка на вашите сарми почнуваат сега. Толку пак е нешто традиционално, секој ќе биде изненаден и ќе дадам се од себе, така да пак сум за тоа возбуден. Со секоја наредна емисија се чувствувам се подобро и повеќе верувам во себе, правам похрабри чекори. Тука е секако моето семејство да ме поддржи, да ми помогне. Сакам да ги поздравам моите деца Борјан и Ведрана, ве сакам најмногу и мојот сопруг Лазар. Гасена ти, знаеш?
Горде, во твое време се работеше на индукција или тогаш? Уствари, индукцијава е нова работа. А да, Нова работа. сега се Да. Овие се на индукција, видиш? Аха. Не загрева. Тоа е некое магнетно магнетно поле. поле Малце намали. и не ослободува многу топлина. Тоа е добро. Ја уживам во тоа. Так. А се многу моќни. Се гледа. Еве на двојка види колку е моќна индукција. Да. Јас никако не можам да научам. Ама не, па ако е на малку па ќе го чекаш. Со секоја емисија влегувам со се поголем ентузијазам, ја губам тремата и благодарение на нашите шефови и на научените нови факи, да така да ги наречам, во кујната мислам дека добро почнувам да се снаоѓам и да пливам во овие кулинарски води. Не знам дали сум во право, ама сум слушнал дека за винова лоза сарма најдобар бил лист од Смедеревка. Зашто најнеутрален е, Да. така од Па најнеутрален бил, да. нема вкус и најмек е кога е. Да, и за самата вода се може вливам да пусне за да Да. да му даде смек. Ова месо ќе го трпи, да не го става доволно месо. Виното е завршено. Ми се допаѓа исто, ми се допаѓа сарма од лозов лист во мешана салата. Тоа во некои ресторани во Скопје го служат, многу ми се допаѓа како идеја. И оваа сарма ќе ја послужиме ладна. Во ред начин не мора внимавате на тоа, ова е ладно пред јадење. Да не забораваме тоа да го кажеме. Ќе ја послужиме во стил на ладно пред јадење. Да. Денес не знам што ќе се готви, како и секој ден. Супер е тоа, одлично е, сите сме возбудени. Се надевам дека ќе си ги постигнеме целите што сме си ги замислиле и ние и што ќе ни ги дадат. Значи техника на викање на прилепски мини сарми. Мини сарми. Како се викаат? Има ли некој име или не? Баш така. Мајмунски. Да не навредам некого само. Не, нема техника, него и кај нас ги прават у село, претежно на бадник, нели, кога е посно. Вака, значи, сите ќе ги направиме овој модел. Во купка. И си ги редиш. И после си ги ставаш пилот пред тебе, си седнуваш, може едно да направам. Сега? Едно дали може да направиш, само ти дам лажичка? Лажичка, да. Јас мислам дека може. Ѓубренце имаш. Еве, лажичка. Филип, еве ми даде. Еве ваква подобро. добро. Таа нека биде за дегустација. Малку ќе ти земеме од филотана, многу малку, нема ништо да ти смени. Малце, еве да направиме едно место. Добро го за црвено. Да. Почнам да виткам. Тоа кај сите треба да почнете да викате. Значи, ова вака се прави. Джокерче. Ајде. Според вас колку треба Значи го количество? покриваш и тие се мајмунски, сега што ги викам. Смеса во Богами, браво. За сакаш да видат сите во исти. Ова е треба време и Јас трпение. сум сармарка, од овој Треба и сармарка. да имаш во рацете веќе искуство. Сармарка ти е Надима. Лошите Надима, ставаш долу. село не вика сармари. И јас потекнувам точно да ме погодите денешниот ден. Па дали на можеме сарма. да најдеме Дали можеше по-компетентни да дојдам денеска да видам овде? Молим те, Горде. Погледни ова- сега, ова е сар. Види го. Еве камерата. Да го фрлиш, да не се одвитка. Убаво полнете ги, внимавајте на тоа да нема многу простор, бидејќи во тој случај ќе ви се распаѓаат при варењето. Значи убаво да биде наполнета сармата, да нема многу празен простор. Сармичките, да кажеме, не сармата, асоцира нешто големо. Сармичките да бидат убаво наполнети и убаво да имат добар притисок, да има листок. И ќе се стисне, ја мислам видеа како го направи тоа. Ќе видиме.
Имам некој чувство дека пак ќе биде нешто македонско-балканско традиционално. Мислам дека уште некое време ќе се задржиме тука, само ме интересира баш да видиме што би било таа денеска што ќе се подготви. Прав момент сум Лиде? пригната. Дали мислиш дека има доволно притисок у виткањето? Не. Како е дали? Ја мислам така како ме прашаш искрено. Дали има доволно притисок, ќе видиме. Дали мислиш дека Добро. Да го тргнам? Не, остави се, они си се, не, они си рачистуваат. средуваат. Знам дека си навикната горде све сама, али сега тука имаме професионалци веќе. Тука имаме веќе професионалци, они ние им оставаме чисто, они ни оставаат чисто. Колку пати во кариерата ти се случило тоа? Да најдеш чисто, а и ти да оставиш чисто. Ама и ова. Кога ќе влезе таа рутина веќе, тогаш веќе имаме кујна, тогаш имаме тимска игра, тогаш се готви добро. Тоа се фокусираме на готвење. Само искрено имаше голема кујна? Подавала се добро. А колку имате порции во ден, колку правите? По 3 казам, град, доле град, А, да. Тие казаните, да. казаните за купи од високи, кај гледам. Да, да има. Да, да. Нали, овалчина, не треба помагу како овалчина. Стискајте повеќе. Магде, дали мислиш дека можда ќе ти запечат така директно стајни сармите? Ставам на малце езики. Добро, добро. Имате добра идеја, требаше да го пробам. Спремити се? Добро. Сите одите исти момент на печење, за да биде фер. Кој ќе одлучи за печење, кој ќе одлучи за некоја друга техника. Добро, остави се, значи горде, тоа е. Тоа е нивна одлука, веќе они се по тоа ќе ги разликуваме после. Кој техничка подготовка, кажавме доволно насоки. Ана, можеш да искористиш за рачистување на работната маса, да. Кај сте јаделе најубави сарми вака до сега од лоза? Ана? Свекрва ми прави најубави сарми од лоза. Така? Да, Штип сме. јас од неа тоа го имам научено. Ема ти, вака нешто да извоиш некоја стварно незаборавна од лоза? Сега ја прашав и господјата правев, јадев сарма, кај другарка моја проби штип мајка и ми спремаше сарми во форми на триаголничиња. Ете, видиш, И да, беа и многу симпатични, пробав да ги направам јас, ама не успеа. Или да направиш ти од ова дали ќе можеш. Пробав, не успеа. Не успеа добро. Не е грешка. не е лоша идејата, меѓутоа и листовите што... Времето и листовите Да. и реков има речки, Так, може да искачи так, тоа што так, сакаш. И ќе се нервираш и Така, немаш квалитет. така, Така, сема. да. Добро, малку е на граница на подгорен, има црвен пипер доста, така? Имаше, да. Добро. Добро. Ќе имаме добра дегустација. Ја правам. Шо правам, не знам. Ама бржо. На добар паци. Така е, па тоа е едукација, не само за учесниците, и за гледачите. Така? А сармава штабель исто е. Да, и штабелот има еден пујнаков шмек, самиот лист, малку и природно кисел Масо е само месото кое ти останува, не Така го ви стои рекол, да, долго пипата на е собна температура и Слобода на се сакам да. Тоа е да спанање на слобода. Убаво. така, старо семе, лобода. Нас ќе биде на хора, ќе ви направам сеченица. Јас да те прашам дали знаеш за сарма од листови од рен?
Тоа сум слушнал, ми кажа Благоја дека е многу исто деликатес голем е, листот од рен е голем. Добро. Па ќе биде како И она. листот од рен бил многу вкусен за сарма, така да е една идеја, една инспирација за гледачите да пробаат да завиткаат во лист од рен. Ренот мислам дека е во сезона, Ја не знам што е тоа. Дрен. ренот во Здравство сезона. како дрен прав. Сега мај јуни ја мислам, не сум сигурен, мислам дека Дренки? рен, листот од рен, рен. ренот, листот. Што е тоа? Ренот не ли лути? Исто тука кога ќе се врши Листот. смотање, ставате Сигурно го тој фриждер да не Има стои. некоја лутина. Не сум пробал, ама би сакал да пробам. А ова во водата е лично на спаноче. Јас само на себе си ги откривам талентите кои што не сум знаела дека ги имам. Така да мислам дека ќе биде се поинтересно и поинтересно. Уште 3 минутки да комплетирате за печење. Ловорче, само внимавајте, ловорот во големи количини знае да доминира, па целото јадење да има некој мирис на аптека. Убаво е само да уште побаво било да го стигнеш да наполниш цел, па да немаат простор да се отвараат. Што мислите, волна вода ли? Джокер. Джокер? Ќе ги вараш? Да. Многу вода. Многу. Јас би рекол многу, малку може да извади. Да не пливат тенџере, ова да не пливат панирот, добро, малку извади. И да направи вакуум самиот панир, извади малку вода. Кој е тоа? Чек. Стави го таничето, полесно ќе го истуриме. Ете така. Ако може да ми помогнете, многу Јас ми ќе значи. помогнам. Ајде, Ајде. така е. На варење не сме да се вари агресивно, ќе се распаднат и сармите, може да ти запече. И пошто не е за грено, кај тебе може на малце, он некако сега Да, можеш веќе зашто да пуштиш да загрее. Ајде, одиме на печење. Ана, Знаете кој какво е? Ана оди на печење. Стави си капак. Па, варај. Да. Си знаеш кој е чиво е, така? Значи не сакаме листовите многу да се исушат, Да. не сакаме да ги препечеме бидејќи стануваат жилави. Капак ќе биде понекако. Ливе прави бујонче. Добре. Најде? Денеска размислував дека можеби ќе се спрема нешто благо, меѓутоа сум возбудена, во исто време и спремна да прифатам било каков предизвик во готвењето.
Како изгледа сармите? Мислам дека се добри и да знаеме Да. следната негова епизода. Добре. Ајде на така да видиме другава позиција. Што ако се ги положи на вкус, Да, тоа е тоа. сигурно. Како е тука? Ајде. Мислиш дека ти е даската за сервирање адекватно? Размисли. Уште 15 на секунди. Десет, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Раце горе. Надпреварувачи, со нетрпение чекам да ги пробам сармите, па и јогуртот. Киселото млеко поточно. Горде, ја мислам дека Време е да Време да да ги пробаме. пробаме, да. повелете Ана, Емилија и Ана. Пристапете. Прво Ана Ристевска. Да слушнеме? Сармите ги отправив за прв пат. Ги лобовите листови ги овазвам во вода со сол, лимон и воден лист. Тука ги истерив, во метра го можам пилетме ги завесам. Во меѓувреме покажив месето, промече, мал зрното. Значи искористив нане, литниковец, мислам дека се тоа ми беше, на киселото млеко додадено оревчиња, луѓе и копар. Печени се, гледам по текстурата, печени се. Печени се. Сега, окей. Фала ти, Ана. Виткав сарма сега за прв пат, не мислам дека е страшно. Јас ја сакам мексиканската кујна, виткам бурита, така да тој принцип го применив и овда. Ги направив малечки, лапни гозни би ги нарекла. Се трудев да не се распаднат и мислам дека добро ги завиткав. Емилија, повели? Накратко. Накратко се потрудив сармите, јас лично не сум задоволна. Прв пат правам сарми, пробав да ги направам во подруга форма да биде така малку поинтересни, не успеав. И тоа е што добив. Искористив неки зачини што мене лично ми се допаѓаат. Само одлучив да оставам сарма, освен зачинот што го додав, да биде се друго по едноставно на вкус. Зошто избра даската за сервирање? Па не знам, некако даска, вино, дрво, лоза, така ми направи некоја интересно приказна. Добро, не убеди. Во ред, ми се допаѓа што си употребила затра, го чувствувам уште од тука. Малце би рекол, си можела помала даска. Овака ми изгледаат као, како да ги кажам, ајде. Осамените војничиња. Така, осамените војничиња, баш така, осамените војничиња.
им фали нешто што ќе ги врзе. Знаеш, при сервирањето внимавајте да има некое движење, Да. нешто што Нема ќе ги врзе, што ги време, спои. пробав ете, ама Знаеш. не успеа. Вака се као детенце од лего коцки Да. сарми. Али ми делува многу вкусно. Така да сервирањето не е воопшто пресудно. Сакам јас кога се готви, јас лично кога готвам, да готвам дел од традиционалното да користам, да го модернизирам, да има малце и од едното, да има малце и од другото. Сакам кога се мешаат вкусови. И за крај, Горде, може да повикаш Ана. Ана... Аната. Ајде, Анче. Ова сервирање. Најубавата сарма ова се вика. Ова сервирање одма е вече некако гледаш Каква посериозно делува. Пред Сармарка весте. Така, Сармарке, Ајде. вашето второ име. Второ име, да. Вака. Што е ова рендано? Лукче или Рендан орев. орев, така. А внатре ставив копар и исто рендан орев. Така. Со сол. И малце тука стави. Киселото млеко е процедено. Процедено? Да. Супер. Го цедеше со сол или Без сол. без сол? Значи само Да. така се Да процеди. не биде Супер. премногу суво. Супер. Фала ти. Од денешната емисија сум задоволна. Задоволна сум од тоа како јас готвив и испеков сармата. Исто и прилогот со сармата, киселото млеко. Добро се вклопи во целата ситуација. Сега, дај само тоа лажиче твоето е чисто. Да земам стена. Јас од оваа ќе ставам. Да. Е, така. Чекам. Ајде. Еве тука ќе ти. Овде. Така. Ово исцени, ово текстури. Договор. Се под контрола. Од Ана Рада е пробаме прво. Пробаме побрзо да не забораваме која чива е. Ова е Ја најпрво ќе пробам на ове. Ако така е, бе? Еве. А, добро. Јас најпрво ќе пробам од Јас почнав фотка и ми... ова е Ана Ристевска. Да видиме вкусот само ме интересира. Може да овој залак ми се погоди, ама доста оди. Но, доста чили има. Храбро. Од раната Аната да видиме што направила. Мислам да ги киселот млеко се. Може да правам само уште од... А? Солта, нема мајонез малку? Во готвењето јас сакам и традиционалната кујна, меѓутоа сакам и да експериментирам. Обожавам да внесувам и новитети и во принцип готвам на мој специфичен начин. И новите тројца се тука, можеме да повикаме Лидија Повели. Повелата. Јас направив сарма на традиционален начин повторно. Додадов во готвењето освен главните состојки кои што се додаваат, ставив и ловоров лист и малку брашненце за да се згусне сосот. А во киселото млеко ставив лукче и оривчиња и малку копар. Супер. Добро, дали ја вареше или ја печеше? Прво ја варев Па ја и потпече. потоа малку ја потпеков. Така не е Да. сигурен. Да. Има добра текстура листот. ваки, и изгледа добро сготвен, да. Едно прашање кратко само. Да. Овој тањир намерно или го заборавивте тука? Не, намерно го ставив да не биде на гол. Ето. Готово. Немајте многу тањири, мислам, окей, све изгледа убаво, ти благодариме Лида.
секогаш сакам традиционална кујна и баш ми е драго што продолжи ова снимање на емисии со традиционални јадења. Секогаш внесувам, би била и малце во таа сармичка, малце сланинче, кога би била дома. Меѓутоа, ето сега тоа што ни беше понудено. Си ставив нешто така повторно останато од мојата мајка, од мојата баба и мислам дека добро се снајде. Одиме, Злате, кој ни е следен? Лука, поди. Денеска припомнив варена сарма, а додека правев месото и оризот, правев и редукција на самото месо со бело вино. Има два типа на кисело млеко, едното е чили со копар, со лук, со малце лимон, а другото е со ореви и со малце лимон. Искрено од сервирањето не сум задоволен, бидејќи избрзав и утнав малце кај сервирањето на киселото млеко. Ама од другото сум прилично задоволен. Дали цело време пробуваше за време на готвењето? Да. Значи едното е со чили кисело млеко? Да, другото е со ореви. Другото со ореви. Добро. Добро, ова со ореви баш не допаѓа. Сармите, дали имаше некаков проблем при виткањето? Прв пат виткам. И ухода техниката? Вајда, не, веројатно, не знам. Добро робите, као за прв пат. Нешто научи, тоа е добро. Сега ќе пробам и како си ги погодил. Што искористи вино, искрено мене лично ми се допадна. Само го надополнува Често готвам целиот верно месо концепт. и затоа Сега ќе тоа видиме ми- дали си го добро изредуцирал, дали ќе доминирал. Нима единствен пат. Виното се осеќа. Битно е ке виното секогаш алкохолот да изредуцира бар 5 до 6 минути, да останат само аромите на виното внатре. Значи ова ударно е виното одма. Кога ти кажам, агресивно е. Да, окей. Ти благодариме. Најтежок дел при подготовката беше мотањето на самите сарми, тоа го правам прв пат или било нешто слично такво прв пат правам, така да тоа ми беше најтешко и грижата да не ми се расторат при готвење. Кога е во питање традиционална исхрана, јас немам никакво искуство со тоа, повеќе сум на модерно и повеќе сакам да експериментирам, да бидам малце по-различен од другите, но некогаш не ми успева. Жирите тоа не им се допаѓа, може би сака по-традиционално да се држиме на тоа. И пробав нешто, не им се бедни се и тоа е тоа. И Магдалена Поле. Ја имам прво прашање. Дали е листот од винова лоза варен, бидејќи не ми делува така? Сварен. Кој што е подлога. Сварен е, меѓутоа малце е сварен, да. Не е како Бланжиран. што ги бланширан, да. Добро, мене ми делува баш онака Не, сироп. го бе не, таму сироп. бланжиран, јас бев таму и преди Окей. постави како Океј. што доликува. Иначе, Злате? Накратко само објасни ги останатите компоненти со што го зачиним киселото млеко и останатото. Киселото млеко го зачинив едноставно, сакав да ја појачам неговата киселост, ставив малце лимон и сол. Ставив. Сакав на крај да инкорпорирам дел од турската кујна, односно мал дел како вид на запрашка, меѓутоа испадна еден мал дебакл, нема време, на крај само историв зејтинот и испадна многу зејтин во сервирањето, така што и ставив малце лут буковец во меденото месо. Кога се работи за македонската кујна, сакам да ги следам правилата. Меѓутоа сакам пикантност, сакам луто, така што додавам често. Како и случајов сега додадов прилично
лутбуковец. Листовите ми беа многу мали и не испаѓаше убаво сармиче. Меѓутоа се снајдов сепак. Успев да извадам нешто добро. Ајде да пробаме. Ајде да пробаме. Лут буковец, споменато на супер. Сакаш Може да се вратиш палат. Леле се прејаваме, леле однашава дека денеска. Добро диетални се Со овие. сарма ме Сам- пречекавте, Еве, чути. Време некој. Овде за тоа паче. Ова е исто така метод на печење и варење. Да. Сакам само накратко да ви кажам. Не за џабе ви споменав да искористите пареа. Разбирам дека е за некој храбро. Меѓутоа пареата е во поглед на варење супериорна и ви задржи вкусовите. Во варењето голем дел вкусот оди низ водата, кога што се вари. Понатаму нутритивно многу помалку се губи и витамини и минерали од храната додека се готви на пареа. А овој тип на сарма е релативно нежен, да речем, и не бара варење долги сати. За еден час се мислам дека сосема доволно, али вред, тоа е тоа. Пробаме, ова беше на мрзе. Малку доминира повеќе перката, бидејќи ќе има и внатре во месото. И завршена на кајсото. Мислам дека прифатливо. Лука, така да се плаши да зачине. Ова е вито. Никој што е вито не било, меѓутоа. За мене Аз повеќе му давам предност. Ама па му дава Му давам предност, му давам вкус. Да. Не ги отвори некако Да, сега Она. лепче печење и мојно што го видите скају. убавно с грло. Не освежи некако. Добро, ви благодарам. Денеска имавме повторно уште еден традиционален рецепт, пучен од минатото искуство со сенфот. Денеска не експериментирав многу, додо значи некој мислев дека се безбедни за користење, односно согласни со рецептот. Мислам дека овој пат бев посмирена и тоа ми беше добро. Се одлучив да не ги искористам сите листови сарма, затоа што не знаев со количината кога ќе стигнам со печење, сервирање и слично. Најтешкиот дел за мене секогаш ќе биде декорацијата, тука ја спаѓам. Меѓутоа се надевам дека барем на вкуса е добро. Ни предивте една супер авантура низ вашите палети на вкусови. Некои беа одлично избалансирани, некои фали уште малку фино тюнирање. Ќе дадам на колешка предност да ги најави Аната и Емилија. Прекрасно бевте сите, а сега мислам од тие шестина, значи вие све сега не ги правите. Така се издвоите, Честитке се вашите издвоите. креации се издвоја, Злате да додадеш нешто. Сервирањето може би не ви беше толкова прилог, но вкусот Вкусовите, одлучи. да. Вкусот одлучи, да. Една скала погоре. Така е. Тоа тежок беше овој прибор. Одлуката, да. Сите бевте квалитетни, имаме многу близу сте со поените сите, меѓутоа одлучивме вашите да ги издвоиме како ете. Една скала погоре. Една скала подобро. Да. Благодариме. Ви благодарам. Одлично се поминуваме секој ден. Фала и многу и на судиите. Друштвото исто така, ако можеме ги наречем друштво, екипата ни е одлична, луѓето се расположени, добро се дружиме, сите се српски, многу ве сакам. Јас ќе ги повикам да пристапат Лидија и Ана. Иако ме најави како полошиот, овој пат ќе заземам улога на малку подобар. Вие сте средина. Не бевте, вкусот не беше толку добар и добро усогласен, но во споредба со останатите бевте малку скала погоре. Беше тесна битка, тешко одлучивме, изазеде малку време и тежина, но мислам дека тоа е тоа. Така, уште не блеснал вашиот целосен потенцијал,
на пате. Лиде, искрено, твоите сарми ми беа супер завиткани, имаат цврстина, не се распаѓа, вкусот ми беше добар, техничката подготовка добра, сервирањето солидно, Ана, исто и ке тебе би рекол дека сте некоја златна средина, исто. Да. Благодарим. Делот кој што ми беше најтежок, односно од кој што највеќе стравував, беше виткањето на сармите и естетскиот момент на тоа како ќе изгледа таа моја подпечена сармичка. Меѓутоа, на крај испадна дека на крај исходот беше одличен. Јас сум многу задоволна што не испадна денеска за да бидам помеѓу елиминираните. Се потсетив дека ако сум смирена и дека фокусот ми е на миракот, дека тоа ќе се види, без разлика дали ќе има декорација или не, мислам дека вкусот ми присуди мене. Би рекла дека знам дека сум најнеиспосна можеби од овде, меѓутоа не би рекла дека и без причина сум овде. Сепак има некоја причина што ме држи овде и сакам да си го стварам мојот потенцијал. Експерименти, речици, мислам дека и да немав. Така да можеби и тоа беше клучно за денеска да не отпадна. Магдалена и Лука. Одите во елиминационен циклус. Дали се спремни? Дали мислите дека се уште сте го дале вашиот максимум? Ајде, Магдалена, најпрво, дали мислиш дека си го дала својот максимум? Секако дека не, имам потенцијал. Меѓутоа, како за прв пат, тоа беше тоа, да. И јас истото го мислам. Не сакам да ве видам разочарани, не сакам да ве видам депримирани, сакам да ве видам мотивирани, бидејќи целта на ова шоу е баш тоа да го извади максимумот од вас као готвачи. Сигурно, штом сте тука, штом сте со нас цело ова време, и вие би требале да сакате вашиот максимум да го видат гледачите. Лука, истото важи за тебе. Ми се допадна храброста, ми се допадна подготовката, меѓутоа внимавај, пробувај, палетата секогаш не те лажа. Ако се допаѓа на тебе, ќе се допаѓа и на нас. Така, нешто да дајете, Горде? Па, тоа е исто што го кажа и јас истото го мислам. Значи, нема разочарување, идеме понатака, затоа се пробува. Секоја нешто што додаваш, одма значи земи пробај. Дали пали, дали не, дали е окей. Нешто да додадеш, треба одма да го пробаш. Злате? Да не преовладува тоа што... Добро, сконцентрирано за елиминациона емисија, Да. фул потенцијал и тоа е тоа. Веќе втор пат во елиминација нема да се чувствувам нешто обесхрабрено, ќе продолжувам со мојот стил и се надам да ќе поминам. Па најголемо задоволство при готвење ми беше припремата на месото, тоа го правам често и имам искуство и мислам дека беше добро. Мене ми беше вкусно, искрено, меѓутоа секој си има нели свој вкус, судиите си кажаат тоа што има да се кажат и одам во елиминации. Не се чувствам обесхрабрено, искрено, нели, во готвењето има и добар и лош ден. И најдобриот готвач некогаш знае да сгреши. И влеговме во интересна фаза. Денешниот предизвик беше многу тешка задача за нас да одлучиме кој ќе биде подобар. Едноставно добивме една група на готвачи кои што многу беа блиску со својот квалитет. Имавме тешка задача, ќе се сложите, Злате, Горде. За гледачите сакаме да им посакаме само да не следат и продолжуваме со нови уште повозбудливи содржини.